За кратко време едно по друго пристигнаа неколку вести поврзани со Женевскиот салон на автомобилите. Првата беше оптимистичка и ни ја пласираше организаторот кој го потврди одржувањето на манифестацијата во февруари идната 2022 година, но проследена со песимистичките бројки за преполовен интерес на изложувачите и 3 пати помал простор, таа не делуваше докрај убедливо. За тој впечаток придонесоа и швајцарските власти кои, иако уште многу работи ќе се сменат, сепак на сила ги држат антипандемиските мерки со кои се ограничува бројот на посетители на вакви настани. Темните облаци над салонот дополнително ги замрачи и информацијата дека Стелантис исто како и во Минхен нема да настапи, за веднаш потоа да стигне уште едно соопштение од организаторот, овој пат со горчлив вкус. Веста беше кратка. Во Женева нема да патуваме ниту идната година. Како причини беа наведени веќе слушнатите ковид оправдувања, иако реално тешко е да се поверува дека само тоа е во прашање. Исто така, никој веќе не верува ни во ветувањата дека овој салон ќе се врати во 2023 година со истиот дури и поголем гламур отколку што го имаше. Она што сите го мислат, но засега не го кажуваат гласно е дека Женева дефинитивно заминува во историјата. Навистина штета, бидејќи беше салон на кој секогаш се чувствувавме пријатно и на кој рамноправно со големите можевме да видиме и бројни мали изложувачи кои не демонстрираа храбри идеи за еднината. Нам сега ни останува само да се запрашаме дали Женева ќе биде единствената жртва на новиот пост-ковид светски поредок.